3 декември е ден кој што од страна на Обединетите нации е промовиран како меѓународен ден на лицата со посебни потреби во 1992 година. Фактот дека тој ги обврзува сите оние кои зборуваат и дискутираат за проблемите на оваа категорија на граѓани, ги предизвикува да стават акцент врз човекот, неговата индивидуалност и личното достоинство, а не врз неговата попреченост. Целта на овој ден е да се поттикне подобро разбирање од страна на целокупното општество, да се поттикнат луѓето, но институциите да станат посвесни за правата, достоинството и благосостојбата на лицата со посебни потреби, како и да се подигне свеста за придобивките од интегрирање на овие лица во секој аспект на животот и општеството. Денеска мој гостен во студиото на К1 телевизија е Далиборка Златева, претседател на Сдруженијето на лица со церебрална парализа ВЕЛЕС, родител кој својот живот го поминува и посветува токму на оваа категорија на луѓе. Далиборка, добре дојде во нашето студио и ти благодарам за одвоеното време. Благодарам за поканата. Представува чест и задоволство да се бидеме во дневникот на К1 и се надевам дека она за што ќе говориме денес ќе побуди интерес кај нашите гледачи и пред се ќе посветиме поголемо внимание за категоријата за која што јас работам, тоа се лицата со попреченост. Токму така, нема да говориме за вашето постоење и вашата цел, бидејќи на јавноста, особено на Велешани, им сте добро познати. Вие не работите само на посебни денови, туку континуирано цела година, секојдневно им се посветувате на оваа категорија на луѓе. Па еве, кога веќе зборуваме за денешниот ден, што е она со што денеска го одбележувате овој ден, но и континуирано работите цела година? Благодарам за убавата најава. Тоа е навистина така, значи нашата невладина организација веќе постои точно 20 години. Оваа година славиме голем јубилеј 20 години и неуморно во овие 20 години, значи континуирано не се посветувавме само на 3 декември како светски ден или меѓународен ден за лицата со попреченост, туку во текот на целата година неуморно работевме се со цел за да зголемиме свеста на граѓаните и на институциите за лицата со попреченост и да си го достигнат, односно да го заземат местото во општеството, онаму каде што треба. Оваа година имавме низа активности, како што се психолошките работилници, летувањето, постојано се дружевме во нашата невладина организација, започнавме да играме играта Бочија, секогаш гледаме да имаме неколку екскурзии во текот на годината, со што ќе го подобриме квалитетот на живот на лицата со попреченост, да можат да излегуваат почесто во природа, да се дружат, да дишат чист воздух. Многу големо внимание посветуваме на биолошките семејства, поддршката на биолошките семејства, заради тоа што тие се што треба најмногу да им се помогне во ситуацијата кога има лице со попреченост, бидејќи тие го носат целиот товар и тие се оние кои што ја градат иднината за своите деца. Така да во оваа година слободно можам да кажам дека конкретно се посветивме на семејството, на самите членови кои што се кај нас во невладината организација, меѓутоа и комплетно на институциите во нашиот град се со цел да се подобри животот на оваа категорија. Денешниот ден го одбележувате со? Денешниот ден го одбележуваме со една мала забава во просториите на нашата невладина организација. Гостини се бендот Реплей од Скопје и минатата година по повод 3 декември со нив направивме една убава журка, каде што нашите членови се забавуваат, пеат, играат и на тој начин сакаме да покажеме дека ние сме тука, дека треба да живееме и треба да ги имаме сите овие интересни работи кои што ги носи животот, како и за останатата популација. Се надевам дека и денеска ќе уживаат. Веќе сме при крајот на 2017-та. Како ќе ја заокружите? Што е она по што ќе ја паметите и на кој начин ќе ја заокружите оваа година? Па како што спомнав и пред малку, 20 години јубилеј оваа година на нашата невладина организација. На 17.12. Тоа е недела вечер во хотелот Гарденија, во ресторанот, предвидена е донаторска вечер за нашата невладина организација, која што ќе биде подпомогната со Ротари клубот, Лајонс клубот од Велес, Бели Мугри, бизнис секторот од нашиот град и надвор од нашиот град. Целта е да го прославиме нашиот јубилеј, да представиме што работевме сите овие
20 години на што се посветивме, кои се нашите активности, кои биле позитивни, кои биле негативни, што планираме за идната 2018 година, а собраните средства од таа донаторска вечер предвидено е да бидат искористени за набавка на транспортно возило за лица со попреченост и за поддршка на сервисите кои што делуваат во рамките на невладината организација. Ова е комплексна тема, ние секогаш имаме што да говориме кога станува збор за лицата со попреченост, но бидејќи времето ни е навистина кратко, еве би сакала само за крај една порака до нашите гледачи, до сите оние кои што се дел од, можеби, кои што живеат со лица со попреченост и се дел од секојдневниот живот. Значи, најнапред до семејствата и до самите лица со попреченост, мојата порака ќе биде дека не треба да се страмат од тоа што се, туку едноставно храбро да истапат и храбро да чекорат низ животот, на семејствата да бидат истрајни, да си ги сакаат своите деца, да се посветат на нивната рехабилитација и инклузија воопшто во општеството, додека пак на локалната власт и на Министерството за труд и социјална политика, мојата порака е дека треба да делуваме и локално и национално, значи треба да почнеме да ги формираме сервисите на локално ниво, со што повеќе ќе се доближиме кон оваа категорија на граѓани, на тој начин ќе им дадеме многу повеќе услуги и нив конкретно, но и на нивните семејства. Би сакала да кажам дека во наредната 2018 година ја се надевам дека еве општина Велес ќе смогне сили повторно да го реактивираме сервисот за домашна поддршка и посета на лица со попреченост. Нашата невладина организација во 2017 почна и со личната асистенција како сервисна услуга. Се надевам дека ќе биде тоа и во 2018 и нешто што најмногу ме тишти во моментот е повторно да започне да работи дневниот центар во Чашка. Тоа е во рурална средина, меѓутоа дневен центар кој што навистина е добро опремен и треба да служи за потребите на овие граѓани. Јас се надевам дека сето она што го планирате, дека ќе го достигнете. Ви посакувам успех и понатаму во се она што го работите, да бидете овде секогаш за децата на кои што најмногу им е потребна или поддршката, вие како претседател на Сдруженијето, но и како родител. А ние нормално колку што можеме ќе ги следиме вашите настани и ќе соработуваме. Ти благодарам уште еднаш што одвои од твоето време и што беше дел од дневникот на К1 телевизија. Јас благодарам за поканата и благодарам за вашата поддршка во сите изминати наши активности и во сите наредни активности.